Гейл Кориган е американска предприемачка и љубителка на вино. Во 2019 година кооснувала компанија и почнала да увезува вино од Грузија во Америка. Во 2020 година за прв пат пробала украинско вино. Беше како љубов на прва голтка. Вкусно. Таа го проширила својот бизнис за да увезе украинско вино и во САД непосредно пред инвазијата на Русија. Кориган одлучила да го користи ова вино само за добротворни цели. Го користиме за да ја кренеме свеста и да собереме средства што ќе се вратат во украинската винска индустрија. Арт Вајнери се наоѓа во регионот Бахмут, каде што се водеа некои од најтешките борби во војната. Компанијата создава пенливо вино стотици години, од кои некои станаа доста ретки за време на војната. Александра Чередниченко, маркетинг директорка на Арт Вајнери, вели дека производството во фабриката Бахмут престанало по инвазијата на Русија. Сепак, компанијата успеала да го пресели својот персонал и целата своја залиха во побезбедни области на Украина, неколку дена по почетокот на војната. Се што беше над земја беше уништено. За нас е тешко да ги процениме загубите, бидејќи повеќето производни линии беа околу 72 метри длабоко под земја. Во моментов немаме пристап таму. Таа вели дека компанијата се подготвува да испорача голема серија вино што успеале да ја зачуваат за Кориган во САД. Гейл ни е омилена партнерка. Сакаме да работиме со неа и сме многу благодарни за незината помош. За секој добротворен настан, Кориган избира украинска организација во САД. Многу од нив потоа организираат своји настани за собирање средства со виното што им го дава Кориган. Имавме едно шише вино на настан што се случи во Род Ајленд, што беше продадено на аукција за $2000. Кориган вели дека ги испреќа сите пари што ги собира назад на украинските лозија, за да можат да ја оживеат својата работа по завршувањето на војната. Во меѓувреме, иако целото производство на вино во регионот Бахмут е ставено на мирување, Арт Вајнери пресели дел од своето производство во побезбедни области на Украина, како што е регионот Одеса.